А владата и Агенцијата за млади и спорт ветија 14 нови затворени базени во општините во кои тие се приоритет. Со овие 14 и предходните 29 базени ветени во 2018-та, земјава ќе се искачи на прво место во светот по бројот на ветени, а неотворени затворени базени по глава на жител. Признанието ќе го додели Светската асоциација на затворени базени на прославата по повод 18 годишнината од затворањето на затворениот базен во Струга. А веста за базените ги израдува сите освен мачињата. Од студио се селиме во Неготино, една од базените членки. Ланчо, таму е како? Да, така е студио, ние се наоѓаме во Кавадарци. Ти, значи, земте душа малце ќе му додаеш ти на него. И ти шо е тоа бе? Шо е тоа со етикетта тука на бањарката? Вака ли ќе градиме ние екипа бе? Ако не биде, то не золи и четверац ке суди тука. Ти, дај топката. Јасно ли ти е? За кого? За Неготино? Да, така е студио, ние се наоѓаме во Кавадарци. Неготино е во, Неготино е. Добро е, кога може Силјановска шопанеја. Се наоѓаме во... Старата е финтата. Океј, старата е финтата, типа многу младци. Се наоѓаме во Неготино, каде што, дел сме од овој велелетен проект на владата. Кажете ми, како се вика овој базен? Базенто ли? Базенто се вика Том Џонс. По нашиот што е, вие нашиот Том Џонс. Дека е камерата? Одека не снимаш? По нашиот Том Џонс, Џоко Џорџев, шај. Чекате малце, кога најавија, кога го направија вака стар? Убаво рекоте вие, кога најавија, кога го направија. Абе, ваа влада, шо ќе рече? Ваа влада, шо ќе рече, исполнето е бе. Тоа гледаш ли, уште не ни го обеќаа дека е направено тоа. И како да не си задоволен? Обеќаа дека 30 базента ќе направат, у сите општини ќе прават, у Неготино направат, у Кавадарци не прават. Како да не се задоволни? Добро, да, он ви ветува све. И ватерполо клуб имаме тука све сега, да ти кажам. Още семафор да ни турат, уште семафор на улица да ни турат и во има да биде белелек. Па сега зборено е со Заев, после изборите имате сигурно некој семафор. Стварно? Така ли ти рече? Значи бај Заев, шо ќе го веќе тоа чудо. Така ми рече. Добро, па тогаш што највеќе ве радува кај базен, пошто изгледа грозно? Како што не радува најмногу? Имаме сега ватерполо екипа имаме. Ја шо? Абе тоа човеците се радуваат. Млади деца чекат на термин да дојдат они да може да пливат тука. Само апелираме, одека не снимаме. Камера. Тоа е ли камера? До граѓаните сите апелирам, една мала донација, кој колку може да го завршиме проектот. Не мора многу, кој колку може, некој чаша, некој шиша, две, кофа, може легенче донесо со црево, некој поимучен, шо е? И тоа е, да заокружиме села. Да. Ете, драги гледачи, ова е доста тажно. Секој што сака да се приклучи на оваа хумана акција може да донира вода на овој број овде доле. Ај дојде една ракија сега да манеме по една, оди. А ракија имате, а? Имаме бе домашна. Сам дојде да видиш што е ракија ти. Смешката е дека во Неготино немаат вода за пиење, основни хигиенски потреби и слично. А владата ќе им прави базен. Тоа воопшто не е смешно. Но тоа што е, тие сме кои што сме. Се надеваме дека и Битола ќе добие фришоп на аеродромот, а додека недомаќинската управа на Неготино не може да ја собере и пренесе водата во градот, државна веќе влезе во иднината на водостопани со сосувањето. Нов рибник на паркингот на Клинички, еден дожд за еден обичен човек, но за министерче Филип е нова бизнис прилика. А освен рибници, жителите на државна ќе добијат и терапија со кал. За подмладување? Не, подготовка за преминување на другиот свет.